Recording in progress. Video panel. Окей. Значи, темата е систематизација на движење и манифестен латентен простор. Ке се задржиме и малку на интересна тема за вас мора да биде манифестен латентен простор. Ке спомнеме ке брзина тамо нешто, ама генерално кога зборуваме за моторичките способности, тие се латентни димензии, нели? Додека не ги прикажеме, понатаму стануваат манифестни. Така да ќе се запознаете чисто со терминиве кои што се користат за структурирање на движења, како се систематизираат, на кој начин, кој период и за да имате представа понатаму, најверојатно ќе имате ќе ви биде од помош, нели? Не знам колку, ете, кажува, сум изведел некоја информација дека се волку мускули. Ај прашање едно што секогаш ќе се повторува, колку видови на моторички способности има, може да ги наброите? Колку ви текна, дали се повеќе од 10 моторички способности? Моторички способности што беа? Сила, брзина, издржливост. Флексибилност. Точно, да. Координација, равнотежа, прецизност. Околу 10, може да има и по 10. По обично во литературата се сведува на coordination и agility, значи една е координација и агилна скала, една има сила, брзина и издржливост. Тука се негде флексибилност не ја ни ставаат, ама ете, ја ставаме, што значи ако ставиме и флексибилност е 5, прецизност ако ставиме 6, равнотежа 7, и мислам дека наша, не знам ние кај сме исток, југ, запад во однос на наукава, дефинираме така околу 7 ги има, затоа што истражувања покажале дека може да се изведат волку моторички способности. Поентата ми е да ве прашам колку моторички навики има човекот и колку видови на движење има, дали може да ги наброите? Ова е испитно прашање. Во која смисла не разбрав прашањето? Моторичка навика е научено движење. Дали може да наброите колку научени движења може човекот да има? Мислам дека многу. Точно, да. Значи, за разлика од моторичките способности, нели ги наброивме, тие се така издефинирани. Моторичките навики не може да ги наброиме, затоа што се многу. И тие сите се поврзани со учењето, процесот на учење, наредниот час мислам дека изборуваме, со учество на мускулни групи, со всушност активација, деактивација, стабилизација на кракови или крак не ми текна терминот. Значи, ние имаме лостови, на лостови, да, крак или лост. Значи, активација, деактивација и помрднување на лостови. Ние во телото имаме коски и всушност тие ја прават стабилноста на формата на телото. А мускулите се тие кои што само прават помрднување на овие лостови. Например, лостот на подлактот во однос на лостов на надлактот се помрднува затоа што се вклучуваат различни мускулни групи, нели? И сега кои мускулни групи? Тоа е, нели, ќе учите таму биомеханика, кинезитерапија и така натаму, а одма сакам да кажам дека огромен број на мускулни групи постојат во телото. Една од систематизација е дека постои мускулни групи, постои централен нервен систем и така натаму, и дури во еден зглоб голем број на мускулни групи се вклучуваат, не само бицепс, како што кажав тука, или квадрицепс или глутеус, туку имаме сапорт, суплементацијски мускулни групи кои што учествуваат во целото движење. И сега една од класификации, например, кај Фарфель, е дека постојат нели вакви положби на телото, во лежечка положба може да се практикува спортска активност, во седечка положба, во положба на стоење, во подпирање на рацете, нели ние нешто споменавме по терминологија за овие видови на ставови, ама
Сега зборуваме за според мускулатурата и според положбите на телото, Фарфель вака некако ги дефинира. Може да најдете во книгата кога зборуваме за стереотипни ситуациони движења. Значи стереотип е термин кој што се користи за нешто што е познато. Значи стереотип е нешто што е цврст отисок. Значи знаеме однапред како ќе изгледа движењето. Знаеме дека маратонецот кој трча има циклична активност на движењата. Арно, ама циклична, значи повторувачка. Арно, ама не знаеме каратистот какво движење ќе направи за да се одбране или нападне или го нападне противникот. Не можеме да предвидиме. За разлика од каратистот, реков кај атлетичарот кој што работи спринт, маратон или слично, знаеме какви се движењата, знаеме што да очекуваме. Кај голманот во фудбал не знаеме што да очекуваме. Па затоа кога зборуваме за стереотипни движења се однесува на нешто што е поврзано со зборуваме дека има цврст отисок, значи цврст отисок како примерче, или птица или животинче или ние како животинчиња кога ќе згазнеме некаде, нели на месечинава, еве по Кюбрик и по мислам на презезање со неговиот филм, ама луѓето се фаќаат дека не бил ист отисокот на месечината со чевлите кои што ги носел Амстронг во музеот кој што стојат и вика еве доказ дека човекот не стапнал на месечината, ама жалам Амстронг има оставен отисок со метални чевли кои што му ја големиле гравитацијата на месечината и да не навлегувам, неговиот отисок стои, можеби уште, можеби не, на месечината. На тоа се однесува стереотип, дека ние точно знаеме какви ќе бидат движењата однапред. И сега може да бидат тие циклични, најчесто се кога зборуваме за циклични, повторувачки, фреквентни, знаеме што следува, нели како што објаснив, па може да се поделат според интензитетот движењата, ама пак е тука нели деликатност. Дали зборуваме за сила, па е максимален, субмаксимален, голем, умерен, дали зборуваме за издржливост, дали зборуваме за флексибилност, дали зборуваме за координација. Не може да зборуваме со интензитет, затоа што тамо нема интензитет, има психички, психолошки интензитет, или интензитет на централен нервен систем. Инаку по форма на локомоција, или локомоција е движење, локомоција, преместување на телото низ простор, locomotion. Зборуваме за природни локомоции, одење, трчање, лизгање, не дека не се природни, ама еве лизгачково трчање, ама треба да имате справа и едноставно не застануваат децата, не сме застанали ние прво на ски за нордиско или на лизгалки, туку сме почнале да одиме прво. Па пренос преку лостови во вода, нешто извадено тука, окей. По форма на локомоција, значи еве реализирана со раце, скијање, пливање, дали има, дали нема раце и така натаму, дали се употребуваат. Значи ова е се поделба на какви се движења може да има. И кога сакате да опишете едно движење, да, може да кажете циклично движење, нема употреба на раце. Веќе знаеме, нели, дека зборуваме за форма на локомоција, какво е, дека е стереотипно, стандардно или нестандардно движењето и така натаму. Што е ова? Да, ова е голем некој интензитет, ама интензитетот може да биде голем и во издржливост. Мислам дека тука имаме проблем со ова логаритамска скала, па студентите кои ќе ги прашам каков интензитет е максимален, 20 до 30 секунди, ама ке издржливост, например, е друг максималниот интензитет, нели? И не одиме според срца фреквенција, секогаш да максимален. Нека стои. Видете ја, во книгата може да ја најдете ова логаритамска скала. Кога зборуваме за ациклични движења, споменав, тоа се нестандардни движења. Не знаеме. Значи, циклус и ациклус. Циклус е нешто што се повторува во циклуси, ациклично е нешто што не се повторува во циклуси. Какви видови на движења? Скокање, фрлања, изфрлувања, значи не фрлање на предмети туку така, туку во спортски активности фрлање на предмети, кревање на тегови, гаѓања, или не знаеме како мечувалецот со стилетот кое движење ќе го изведе, не може да го предвидиме. Тоа само тој го знае и дури може би интуитивно ќе го направи, затоа се нарекува циклично движење, затоа следното движење што ќе го направи мечувалецот, дали ќе биде одбрана или напад, повторно не знаеме што ќе биде, за разлика од атлетичарот, каде што знаеме какво е движењето. Дури знаеме и во скок во височина
какво е движењето, знаеме во скок во височина со стап какво е движењето, иако нема повторувачки карактер, туку стереотипно е дека скока дека го изфрлат дискот на начин каде што генерално сите го изфрлаат на тој начин, нели? Така да тука сега ќе ацикличново можеме, не може да предвидиме ако има повеќе движење, ама на пример, како што споменав кај атлетика може да се иако се ациклични движења, изфрлањата, може да се предвиди. Некоја подолба по спортски гранки, нели, ове според одлики на движењата, според квалитетот на движењата или според моторички способности, еве тука се споменати само сила, брзина, координација, рамнотежа, флексибилност. Зошто не, например, прецизно затоа што издржливост исто не е спомената, прецизност затоа што влегува во координацијски или зависно од кој автор што истражува. Например, Курилички што го користи многу не зборува за издржливост, дека постои како моторичка способност. Па во физиологија ќе ви кажат, ја затоа ја споменувам дека е физиолошка способност. Иако е и издржливост, значи дефинитивно постои разлика помеѓу кревач на товар, спринтер и маратонец. Така да се постои како латентна димензија издржливост исто така, иако кажав еве тука не е спомената во број 2. Сега, ја ги објаснив и ситуационите движења, каде што еве споменував во мечување и така натаму, че каде да ова се циклични во стандардни. Точно. Како, значи атлетиката, изфрлањата тоа се стандардни движења, ама сепак се ациклични. Да го завршам овој пасус. Ако зборуваме за нестандардни движења, тога зборуваме за нешто што е поврзано во мечување, како што се споменати тука, нели, ватерполо, пример, ватерполо, ние знаеме дека пливањето мора да го одржи човекот во вода, ама не знаеме каква акција ќе направат ватерполистите за да може да, нели, какви движења ќе направи за да го избегне противникот, да го зезне на некој начин или да го надмине да погоди, да добие резултат поволен. Така да тоа се нестандардни движења. Алпско скијање, добро, патеката ја знаеме, точно, така да тука можеби малку може да бидат и во ациклични, стандардни, ама ставени се сега тука општа е поделбата, значи треба добро да се изанализира за да може да ставите движење дали ациклично, циклично, али генерално држете се до овие моменти ациклично, циклично, стандардно, нестандардно и веќе имате информација и можете да објасните какво е тоа движење. Нели? Ова е според Бушард, некој исто како може како тој ги структурирал движењата, па вели дека постојат различни структури органски, кои што велиме има органски, морфолошки, перцептивни, значи органски, морфолошки на телото, органски внатрешно, перцептивни, когнитивно зборуваме, кинетички операции, значи на структури на кинетички операции и на особини ги дели. Па што се спаѓа се да не читам, може да се предпостави, мислам да се види. Кога зборуваме за моторички операции, зборуваме за структури или навики. Значи, кинетички операции, зборуваме за некои моторички навики. Па какви се тие може да бидат? Стекнати, вродени, значи новите движења, какви може да бидат? Дали стекнати, вродени, дали вообичаени, специфични. Например, жонглирање со 3 топчиња не е вообичаено, специфично. Тој што ќе го научи, тогаш тука делиме движењето дека е во кинетички операции. Кога се зборува за особини, ги органски, мускулни, нели, повторно се појавува, зашто? Затоа што некако зборуваме за моторички способности повеќе и така асоцира ова долу. Океј, нашто не интересира, тоа е таа теорија на латентни димензии, дека всушност посветете внимание на ова, ќе ви врши работа. Како што кажавме и претходно, не се снимаше, но зборувавме со Жан за дали има трансфер од една моторичка способност и друга. Ако ја препознавате латентната димензија и што се случува, тогаш може да искреирате одговор и да си помогнете кога креирате тренинг или давате сугестија. Кога зборуваме за моторичките способности, тие се латентни димензии, но се манифестираат. Нели? Латентно е нешто што е скриено или е Санта Валет, како што покажува, ние не го гледаме. Ние, не можеме да го видиме.
нели? И затоа велиме дека е латентно. Ако се манифестира и каже групава LGBT се манифестира и вика да, ние се декларираме како такви, тогаш они влегуваат од латентен простор во манифестен простор. Исто и со моторичкава способност. Не знаеме, билдер е препознатлив, ама пак ќе споменам алпинистка, не знаеме дали може да направи 30 згиба на вратило. До кога? Не знаеме, додека не покаже. Значи, ја поседува латентната моторичка способност, дали е максимална сила силова издржливост или се што и да е, ја поседува. И таа е скриена, латентна е. Не ја гледаме. До кога не ја гледаме? Додека не ја прикаже. Кој ќе ја прикаже се манифестирала и тогаш велиме, аха, стварно има способност за ова човече, не сме знаели. Така да, како ќе го издефинираме манифестниот простор, како латентниот, отприлика објаснив, манифестно е нешто што е Крушевски манифест, нешто што се манифестира, што кажувам. Јас слушам Rage Against the Machines, например. Јас слушам Red Hot или ја не слушам некоја друга музика, се манифестирам на тој начин. Че овој манифестира дека е Усейн Болт, дека е спринтер, дека е брз. Килиан Журнет Бургада, не знам Жан дали го знаеш, Килиан Журнет Бургада манифестира дека може да го качи Монблан од Шамони до Монблан до врвот, денивелација Без 3. Не му треба кислород, ајде само да на 3,5 метри веќе и 4,800 колку е. И влегува во dead zone, ама не му треба, ама успева да го качи и да го симне Монблан за помалку од 5 часа. 4 часа и 45-6 минути, таму 50 колку. Значи помалку од 5 часа. Не знам се дали со Skyrunning се занимаваш или одиш по планини, Жан Митрев, извини. Да, го пратам, да. Точно. Мене ми требаше Монблан 3 дена да го качам и да го симнам. Значи 2 вечери нагоре и 1 ден надолу. 2 вечери спиење и последниот ден скроз до долу. Тој го скачува и го симна за 5 часа. Може да проверите. Килиан Журнет Бургада. Шпанец, каталонец, моментално живее во Норвешка и Skyrunning и Everest направи исто рекорд. 2 пати се качи во многу краток период, само не ми текнува дали се качи догоре или направи нешто. Да, го гледав документарецот, ама не ми текнува искрено. Ако имаш повеќе информација, кажи. Во секој случај, човек што има еден од поголемите VO2 максимум, негде над 85, мислам дека беше, дека 90 VO2. Таква му е генетиката, тоа го работи, трчал го сака дечкото, тоа и тоа го работи. И сега, тој, како латентен простор, ја има издржливоста. Ма не ја знаеме до кога, мислам, дека постои. А постои факт. И како да ја дознаеме, ќе го истестираме, ќе му кажеме, можеш ли бе ти за Монблан од Шамони да го качи за 5 часа? Не знам, ќе видиме. Тоа е тест од методата која што проверува преку манифестирање на движењата, ги чекираме латентните димензии. Значи, преку манифестирање на спринт, ние чекираме дали е некој побрз од другиот. Преку манифестирање на зададен протокол Куперов тест, ние проверуваме дали издржливоста, латентната димензија издржливост, е некој подобар или не и во кој ранг е. Значи, еве, мала покрива што пишува на слайдот, ќе го искористите, не го ни читам, давам мое мислење, стопирајте, прочитајте уште едно мислење ќе имате за што е тоа манифестен и латентен простор, но убаво е да ги препознавате работите. Сега како се истражува овој латентен манифестен простор? Се истражува со некои математичко-статистички методи, например факторска анализа, каде што се прави редукција. Споменав за ова, ќе видите во еден од следниве слайдови како се изведува тоа. Овде сум пишал нешто. Да. Материализирање на мисла. Секое движење материализирање на мисла, дури интуитивно кога човек со раката работи нешто додека предава или што ја знам, тоа покажува за ја материализира мислата, што сака да каже, дека некога со зборови ние не можеме се да искажеме, ама со гестикулацијата покажуваме дека е тоа нешто вау. Со емоција, со емотивна состојба, нели, објаснуваме. Така да затоа сум го стеал и е супер, така размислете го. Намерно движење представува материализирана мисла.
Имате ли некој прашање за манифестен латентен простор според овој слайд? И сега, ова сликчево што е со бела позадина го имате видено на, мислам, беше предавањето за тестирање, да. И тамо малку зборувавме за манифестен латентен, споменав, но како уште еднаш ќе споменам, мислам дека не е на одмет. Например, според Никола Курелич, кој што има едно масовно истражување направено, тамо 80-тите години, мислам дека беше или 70-тите, и пробува да извадил, највака ќе го извадиме, овие не се ни толку битни, на крај ќе ги можеби извртиме факторите, а мислам дека и тука ги има, супер. Значи споменав како се истражува просторот, латентниот простор. Ставаме одреден број на тестови. Одреден број. Не сакам да го користам овој одреден број, ама многу е деликатно. Например, сакам да истражувам само сила. И работам тестови за сила, работам максимална тестови кои што се со максимален интензитет, тестови кои што се со среден интензитет, а голем волумен, тестови кои што се со низок интензитет, мал волумен, се асоцирава на максимална бодибилдинг и неиздржливост. Ако направам и правам ке многу испитаници и правам многу тестови вакви, многу за максимална, многу за... Ја не знам што значи тоа максимална, што значи бодибилдинг и слично, но кога ќе направам некоја математика, која што се нарекува факторска анализа, тогаш точно ми вади како се групираат овие тестови. И на тој начин се истражува латентниот простор внатре. Не навлегувам повеќе во ова, малку е, можеби абстрактно. Но финтата е дека што направил Курелич, одбрал тестови, кои што сакал и да ги провери нивните метриски карактеристики, значи движење кои што може да проценат некој простор, а не знае кој простор е, има предпоставка, ама сака математички да докаже кој простор е. И на база на таа група на тестови ги става, може да приметите дека овде, например, ако ставиме како вертикалнава празнина, каде што ако ставиме на линија, тоа е сито. На база на, овде ќе го направам тоа сито, да. Значи, еве ги тестовите кои што се офатени и групирани дека се за нешто, направил едно сито, каде што се синиве линии, и вели чека да видиме како ќе се групираат податоците. И сега податоците се групирале на овој начин. Јас сум ги каде што се факторите, вертикалата на фактори, и велиме дека боите ја ги имам одбрано, случајно вака, инаку тестовите се размешани тука или просторот кој што офатен е размешан, не знаеме како се групираат, ама математиката точно покажува кои од овие простори како се групираат и вели дека тамо каде што имаме троскок од место, еве ги овде трчање 20, трчање, тој простор е сила мерена со динамометар. Зошто немам динамометар овде? Најверојатно во другите тестови е вклучен. Ако вратам назад, динамометарот ми... А ова се одбрани најдобри тестови, најверојатно. Динамометарот не... Еве го, динамометар на Бланка. Он е ставил во статичка сила. Но како и да е, од оваа група овде, просторите офатени се овие и на крајот испаѓа, вика, вели математиката, се групираат, овие тестови се најдобри показатели и се групираат на едно место. Овие во зеленово се групираат на друго место, во синово се групираат на трето и овие во четврто место. И сега што не асоцира овде? Овде има нешто окретност на тело, е некоја координација, овде има тапинг со ногова, е некоја фреквентна брзина. Овде по другава страна има напречно стоење на гредова, е некоја рамнотежа, има длабоко претлано, е флексибилност. Зошто ви ги објаснувам? Затоа што може да приметите од десната страна какви имиња дале. И кога математиката ќе покаже нешто, ние треба да го издискутираме тоа. Значи, не треба само да кажеме еве ги бројките и снајди се. Не, туку дале мислење. Дека овие движења, за овие движења одговорен во телото, во човекот е некоја латентна димензија која што нарекле механизам за синергистичка регулација и регулација на тонус. Синергистичка регулација е заедно вклучување на мускулни групи и регулација на тонусот на тие мускулни групи. Значи, сега повторно може би делува абстрактно, ама убаво е да го појаснам тука, затоа што зборуваме како се истражуваат латентните димензии. Па, например, е уште еден, не знам, зеленово нека биде, рандом, вели дека е механизам за регулација на траење на екситација, значи траењето на надразба на мускулите и движењето. И сега чека да видиме овде кој простор е опфатен.
репетитивна снага на раце и ноза, силина се однесува, репетитивна сила на нозе, на труп, на раце и рамен, статичка, ама на раце, значи, добро, кои тестови се најдобри показатели? Висење во згиб. Точно, да треба да издржам да висам. Овде вели регулација на траење на ексцитација, траење на импулси кои што мозокот ги праќа до мускулите за да може да задржи висењето во згиб. Подигнување на трупот на шведска клупа. Ако не сте го работеле, ги кажам да се работат. Нормата за антропомоторика беше 37 подигнување. Што значи време треба за да се направи повторно, ама да, има ексцитација тука не. Задржување во получушната состава, да, може да задржам многу во получушната, што значи некој може многу, некој не, па се прави разлика во тестовите, ама латентната димензија која што помага на ова ја нарекле дека е нешто што е врзано со регулација на траење на ексцитација. Овде е регулација на интензитет, овде е регулација на време траење. Овде е вклученост на мускулните групи и тонус, и овде е механизам за структурирање на движење. Што значи дека ние сме ги откриле преку математичко-статистичка метода кои се оние фактори кои што латентно помагаат ние да правиме некои движења. Ако одиме понатаму, во оваа фаза не е ни битно, велиме дека уште подлабоко, значи од овие 4 фактори да видиме што е тоа заедничко, вели дека они нашле, авторите, нашле дека зборуваме за механизам за енергетска регулација и механизам за регулација на движењето. На овој начин пробав да ви покажам поапликативно што значи истражување или дефинирање на латентниот простор. И овој латентен простор може да се дефинира на многу методи, не само со овие тестови. Например, во фудбалска, во кошаркарска, во спортот кошарка. Какви тестови ќе одберете? Ситуациони тестови ние ги нарекуваме. Например, во англиска литература не можам да најдам ситуациони тестови, не го препознаваат како таков. Има специфики го кажуваат, ама например тестови кои што се врзани со точно кошаркарската игра, со баскет, вклучување и некои движења кои што се. И са огромен број на такви тестови да видиме што ќе покажат, да ја бараме структурата на движењата. На крајот се сведува дека што ќе ставите во математиката, математиката тоа ќе ви извади, не може да ви извади нешто ново. И сега пази, не може да ви извади оваа математика која што ние нарекуваме статистика. Арно, ама нови методи на machine learning може да дадат insights и може да дадат не препораки, тоа се вика регресии во статистика, но може да дадат дури и некој вид на работи кои што не се линеарни, значи не се на ова ниво кој што го истражуваме, туку даваат, може да покажат и некои работи кои што, например, сугестии. Зошто? Затоа што се работи за позадина огромен број на итерации и чекирања и проверки на податоци кои што влегуваат и буквално се градат некои нови модели, например, каде што Тесла возилово, сега да скокам од тема, Тесла возилово беше прво кој што направи автономен систем на возење и вели не само суровите податоци дали е овде линија или што гледа камерата, дали гледа линија, дали гледа човек, дали гледа семафор, дали гледа автобуска станица или некоја препрека, само да ги примети да каже да тие постојат, туку ги решава и вели ако е зебра, пешачки премин и нема човек помини. Значи за овој инсайт зборувам, дека дава ги врзува работите во функција ги става, но тоа е друга тема, не е темата тука, само сакам да кажам дека постојат и вакви моменти out of box да ги размислиме, да ги спомена. Имате ли нешто да прашате во овој дел за латентниве димензии, манифестниве, за моторичките способности генерално зборуваме како латентни и манифестни димензии? Еве едно прашање. Дали има спој помеѓу моторичките способности и моторички навики? Дали тие некако се врзани?
Или само зборуваме моторички навики с едно, моторички способности се друга? Јас мислам дека се поврзани. Точно, не можеме да ги одвоиме. Ние велиме човекот е едно. Цело е кога има се. Арно, пробуваме да цепкаме. Сега во тоа цепкање да ние пак наоѓаме поврзани работи како на почеток кога кажавме дека ВО2 со силата, нели, да не се враќаме. На кој начин може да е поврзан? Нас ни треба моторичка способност за да научиме некое движење, подскокнување со јаженце. Значи прво ни треба стилова издржливост за да може да подскокнуваме. После да научиме нешто. Дали ни треба некоја сила за да го научиме движењето сега што го работам, нели, со едната дланка да оди на напред кругови, другата на назад. Да, ни треба. Таа не е голема сила, ама ни треба. Дали ни треба сила да станеме од кревет? Апсолутно ни треба. После спиење. Кесите од пазар да ги донесеме. Точно, кесите од пазар да ги донесеме. Да влезам, да седнам. Пази, значи, да се одморам, да седнам. За да седнам од стоење во седење, мене ми треба сила. Чуче. Да, каква сила, какво движење е ексцентрично, ексцентрична контракција или концентрична? Какво преовладува? Каква контракција преовладува од стоење во седење? Па на некои мускули е ексцентрично, на некој е концентрично, јас така мислам, не знам. Па генерално е ексцентрично се на прва, затоа што имаме кочење од стоење, ти треба да се спуштиш надолу, да се спушташ генерално ексцентрична е размислија. Ексцентрична е во коленскиот зглоб, ексцентрична е во глутеалната регија, ексцентрична е во скочниот зглоб. Така да се истегнуваат и кочат надолу и прават ексцентрична. Не е по интензитет висока. Арно, ама е по квалитетот на по биомеханичката пределба е ексцентрична. Еве едно структурирање на движењата. Еве еден начин како може да се структурираат движења. Супер. Англосаксонска терминологија, каде што зборуваме за локомоторни движења, еве ги тука се кажани, значи каде што има преместување на телото во простор, локомоција е тоа преместување на телото во простор. Изборуваме, нели, во латиница се ставени, сега да не ги читам, нелокомоторни вештини, значи нелокомоторни движења, вештини. Секое движење сушност е вештина, или вештина зборуваме не само маршал артс или боречки вештини, нели? Туку зборуваме за нешто што е научено. Затоа што бебињата кои се раѓаат имаат неконтролирани движења. Значи немаат вештина на движење. Вештина е животна вештина. Или мислам дека да, кај нас во македонскиот јазик постои збор вештина, македонски дигитален речник. Сега ако нешто не знам, тогаш ќе пробам да што сум стуфало да пробам да го најдам тоа и да си помогнам. И сега овде зборуваме правопис. Не, ќе одиме на не случајно ги покажувам овие работи, дека зошто не ги помнам сите моменти, да треба да проверам нешто така. Дали постои вештина како термин во македонскиот јазик? Постои. Вештини. Вештина, нели, способност за вршење одредена работа и така натаму. Значи, нови движења, вештини, тоа се врзани работи, па вели нелокомоторни вештини, кои се или нелокомоторни движења. Нели, еве ги засукување, така натаму, манипулативни движења, така се поделени, ако приметите има логика како се сврстуваат, или како се ставаат во кој дел. Ритмички движења, креативни движења и така натаму. Уште еден вид на структурирање на движењата. И сега, добро, овде се моноструктурални и полиструктурални, ама сепак се однесува, нели, моноструктурални ве збора за циклични, ациклични, ги објаснивме, ова е друг вид, значи од друга страна, дали се моноструктурални, се зборува моноструктурални дека имаат иста структура на движење. Па знаеме дека атлетските фрлања како изгледаат, нели, го споменав тоа, или полиструктурални, ќе одам директно, или полуструктурални, каде што имаме детерминирани структури, па знаеме закладите во џудо какви се.
ние не знаеме кој захват ќе го направи, но знаеме, или кој пат, но ги знаеме движењата, дека се тие движења, може да ги опишеме затоа што постојат како такви. И се може комбинација од движења да биде, ама ги знаеме. Ама има стохастички, чи се вери дека тие се секако организирани движења, но не знаеме голманов во ракомет кој движење ќе го направи за да ја одбрани топката со рака, со нога. Значи тоа делува само на како тоа е реакција на неговата внатрешна состојба и проценка. И затоа вериме ние однапред не знаеме дека ќе го направи тоа движење со нога, може би го направи со лакт движењето затоа што решил дека е поефикасно да удри топката со лакт во тој момент отколку со дланката. Затоа велиме дека сете некои стохастички движења може бидат исто комплексни, значи еднородни, разнородни. Ова не се задржувам, ги зборевме, че структурирање на движењата според аеробно-анаеробните механизми, какви се, што многу го објаснивме ова во издржливост, вратете се таму на издржливост. Ова е тоа што прашав, значи единството на моториката, дека не може посебно да ги цепкаме способностите и моторичките навики, дека тие се едно и секога се преклопуваат. Некаде повеќе зборуваме за или работиме на моторички навики кога учиме нешта, некогаш повеќе работиме на подобрување на некоја моторичка способност, значи ability или skills. Па, например, во англиска литература е skill acquisition, учење на нови движења. Motor skill acquisition. Motor abilities не го споменуваат многу, они да директно на power, strength, endurance, VO2 training или некои такви моменти, но зашто не, ние сме побогати, верувам, во терминологијата, кога можеме да употребуваме и вакви термини. Точно, нераскинлив спој, за истото се зборува. И јас тука завршувам. Рекордни 40 минути. Имајте предвид дека со Жан претходно се зборувавме. Имате ли нешто да прашате во овој дел? Менче минатиот час мислам дека не беше Мики го пуштавме, ама може да го изгледаш на тренинг како ми ја дупна медицинката со Милуше. Не еднаш, него 2 медицинки ми скина. Па да, се случувало и повеќе пати. Супер. Океј. Јас имам толку за денеска. Ќе биде поставено предавањето за другите колеги. Тоа е еден стоп рекорд.